Во рамки на рубриката Знаење што менува, Дамјан Ѓоргиевски, уметнички директор на Fire Bloom Publishing, се осврнува на видеоигрите. Здраво, јас сум Дамјан Ѓоргиевски, уметник од Македонија кој работи во индустријата на видеоигри и илустрација. Го започнав мојот пат пред 10 години, почнувајќи од средно уметничко, потоа продолжувајќи во факултетот за ликовна уметност во Скопје. Во меѓувреме, цело време мојата желба беше да работам на видеоигри, инспирирано од тоа што јас самиот играв игри уште од самиот почеток на мојот живот, кога дојдов до првото Nintendo. Освен тоа, цртав на зешто ќе стигнам. Целта ми е да го инспирирам секој што сака да оди на овој пат, да оди без да се сомнава, затоа што стереотипите дека во Македонија или било каде од уметност нема живот се погрешни. Не само што ми даде убав живот, туку ми даде и шанса оваа професија јас да се занимавам со нешто што е многу благородно, односно да инспирирам генерации и генерации низ целиот свет со моите дела, со моите видеоигри, со моите друштвени игри и така натаму. Во последно време сум фокусиран најмногу да оставам нешто за себе, затоа што преку проектите кои ги сработивме преку фирмите за кои што работев, на тоа корпоративно ниво и сакам да придонесам на полично ниво. Инспириран за тоа сум од неколку контакти што ги имав со фанови на делата кои ги работев, кои уште од млада возраст ми придоа и ми рекоа дека сум ги инспирирал да појдат по тој пат. Истите тие запишаа уметност, истите тие запишаа фотографија, филм или било што ги занимава, што ќе допринесе за наредната генерација. Мојата контрибуција сакам да направам преку мои лични дела, преку мои лични книги и видеоигри, затоа што таа шанса ја имав многу малку работејќи за други компании и претпоставувам дека патот на сите вас ќе биде многу сличен. Но немојте да се обесхрабрувате, затоа што преку секој искуство што го имав, научив нешто и тоа нешто ми се најде колку и да не очекував дека ќе биде корисно. Како на пример, започнав да работам со 3D, иако мојот прсуит не беше конкретно во 3D. Но тоа 3D ми се најде 5 години подоцна, кога прв пат отидов да работам во Финска, затоа што не бараа само концепт артист, туку бара и 3D генералист кој што ќе работи текстури и 3D моделирање. Со текот на времето, тоа исто знаење го искористив да станам лид артист, а потоа да станам арт директор. Кога дојдов до позицијата на арт директор, за прв пат осетив што значи да се има автономија како уметник и да се твори на свој начин. За среќа ми беше дадена шансата да го правам тоа на свој личен проект со мој личен тим кој јас го оформив барем половично и имав едни од најубавите години. Додека работевме тој проект, успеав да дизајнирам свој свет, да дизајнирам свој наратив и да пренесам своја порака. Претпоставам дека на многу креативци тој им е сонот. Затоа и им препорачувам на сите што сакаат да одат на овој пат да не се оттргнат. Иако ми требаше да поминам многу години работејќи за други, тоа не го гледам како загуба, го гледам како скалило по скалило, едно по едно кое морав да ги искачам за да дојдам до тоа сега да имам своја фирма, да вработувам луѓе и да работам на свои проекти. Исто така би препорачал да не се ограничувате само на едно, затоа што секоја креативност што ја работите, без разлика дали е директно поврзана со цртање, дали е дигитално, дали е традиционално, ви допринесува на вашето знаење. Тоа е нешто што ќе ви се најде во многу наврати, не само во професионалниот живот, туку и во личниот. Запаметете дека да се работи не е само да се сработи работата, туку е да се комуницира со колеги, да се однесува професионално и прво и основно да сте човек. Една од работите кои ги пренесува на моите студенти, бидејќи нудам менторства во последниве неколку години, е дека скилот е нешто што вие ќе го негувате целиот живот, никогаш нема да дојдете до високо ниво. Но односот кој ќе го поставите кон вашите колеги е тој што ќе ограничи дали вие ќе одите до прво ниво или ќе стигнете до максимум. Тој однос е односот на пасија и односот на љубов кон својата професија, односот кон вашите колеги и емотивно интелигентна комуникација која ќе ви помогне вие да се разберете во било кој проблем. Ова е многу битен фактор затоа што да влезете во гейминг или во илустрација или во било што денес, вие треба да сватите дека работите на продукт. Секоја индустрија си има свои правила и си има свој начин на работа, во кој што вие ќе мора да се вклопите и ќе мора да почитувате одредена хиерархија. Ова е нешто кое не се учи на било кој курс или на било кое училиште и ќе морате самите да го искусите. Затоа мојот совет е да се впуштите во професионалните води што побрзо можете и самите да најдете кој архетип ќе бидете вие на работното место. На крај би препорачал да сите продолжите со креирање, да продолжите со пасијата која имате и да бидете истрајни за тоа да дојде вашето време. Јас сум убеден дека секој доколку е искрен, животот ќе го однесе таму кај што треба да го однесе
И би ви препорачал колку можете, толку повеќе да создавате, затоа што уметноста не е само професија, туку уметноста е нешто што е многу битен дел од општеството. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.